Hello, другари и добро дојдовте во уште еден нов влог. Денеска се пакувам за одмор и така ќе го започнем ова видео. Не знам дали ќе биде само пакувањето и како све тоа организирам, или пак ќе биде и секојдневие најверојатно, што ќе правиме оваа недела и следната недела, здравје Боже, ми се останати уште неколку финеси да ги средам и одиме во петок на пат. Одиме за Словенија прво, па потоа одиме за Македонија. Ќе гледате многу интересен контент и од Словенија и од Македонија и каде се ќе одиме. Така што одвај чекам, многу сум возбудена. Исто така ќе ви снимам и посебно видео од роденденот на Марија, што ќе го правиме во Скопје и како све тоа ќе се одвива. Денеска јас направив селекција што ќе носи Марија и сега ќе одам да испеглам све, да средам незиното да ми биде цакум пакум наместено, за да можам да се фокусирам утре на моите работи и да ми извади таде уште што сакам он, да испеглам, да спакувам како што треба. Искрено овој пат за мене работи нема многу да носам, затоа што имам и доста соработки и доста али што имам и у Словенија и у Македонија. Сигурно ќе купам нешто, така што ќе гледам да ставам само некои работи што ми се најнеопходни и тоа е тоа. Ајде да се фатиме за работа, доста збориме. Имам све ставено и ќе ги закачам на закачалка до утре доека да се оладат, да не ги ставам топли доека ми се за да не ми се направат уште поизгужвани. И овдека и одвоив што ќе земам од кондурчиња. Ќе земам едни вакви како балетанка, римјанка, не знам како да ги кажам, многу се сладки. Балетанки 2 пара, не знам и кои ќе ги носиме за роден ден. И уште 2 пара сандалчиња, со тоа што ќе земам и уште едни бели патики. Се размислувам и уште нешто, ама сигурно ќе ги купиме тамо, така што искрено мислам дека и нема потреба. Све сум испеглала. Еве ги ја лиштата. Само да видите. Секунда. Кај се. Еве ги. Ве молам. Значи, видите го овој фустан. Која најпрекрасен, мајко мила. Денеска ги пробуваше сите. Све е точно. И одбрав па некои си 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 аутфит има тука и овдека има уште некои си 1, 2, 3, 4, 5, 6. Значи, таман. За секој ден по 2-3 аутфити да има. Ќе ја собере сигурно незиното мало куферче, така што без проблем ќе оди госпожа. За нејзе не треба да носам козметика ништо, зашто во Македонија имам апсолутно све, у Словенија имам исто апсолутно све. Секогаш си поделувам и тамо да имам подеднакво. И за мене до душа свекрва ми рече дека имам скоро се, у Македонија исто имам доста шминки, плюс треба PR пакети да добијам, така што баш многу малце ќе носам и многу се радувам. Искрено прв пат така да одиме на пат, а да не треба многу работи да носам и да не треба да се замарам. Овдека ми се мене више испеглани повеќето работи што планирам да ги носам на одмор. Утре ќе видам да извадам уште неколку, скоро све ми е испеглано во принцип на мене, ама утре ќе видам уште што сакам да направам од аутфити, што сакам да носам. Купачите ми се веќе спремни, а овдека имам веќе и спремни поклони за мајка ми, за татко ми, за Марија има овде и научари и све, така што исто скоро све ми е тоа наместено. И да ми извади таде. И јас сум човек што секогаш сака порано да се пакува и да ми е све средано, да не ме боли глава, доека таде се у последен момент и затоа имаме стално проблем. И цело време му викам да ми извади све за да можам да средам. И единствен проблем што имам јас е секогаш, ама буквално луѓе секогаш проблем. Кондури. И ташни. Секогаш носам по 10 и на крај 1 или 2 ми се искористени.
и плюс си купувам нови. Тоа ми е мана. Али си видев дека овој пат нешто убаво ќе се купам, ако треба се купам, као ништо не ми треба, ако треба. Па ќе видиме што и како ќе се случи. Сега одам да се истуширам, зашто сум стварно преуморна, да се видам со тате, се може да иде од тренинг и ќе легнам да спијам, да се одморам и се гледаме утре. Ева на мене у домашно издание, малце хаотично, искрено ја успав Марија, јадев сега и сам да ви покажам што уствари одбрав за да носи она на море и у Македонија. Видете ова пресладко фустанче, видете му го дезено. Значи пресовршено. Инаку ова го купивме од Пепко и не знаете колку само убаво стои, значи пресладко. Ова го доби на подарок и ова е замислам така на плажа кој ќе одиме нешто во тој фазон, да. Пошто ја имам таков еден сет па да бидеме мечинг. Овој фустан ми е добиен за соработка и уште немам сликана, сега ќе ја сликам. Инаку е пресладок и е доста долг и не знаете каква е у него, значи права шмизла и кој дојде да се види на огледало и само вика вау. Тоа е цело време, константно. И мислам дека, не знам како е кај вас, али мислам дека летните работи ќе можат и по 2 години, па некои по 3 години да се носат, како фустанчиња, например, што не се кратки. И за тоа мислам дека поготово за девојчињата е многу полесно, мада што може би и за момчиња во денешно време, ама за девојчиња има толку многу убави работи што не можам да ви опишам. Овие се ленени, числен панталони и се некој си бренд, немам појма, детски. Ги доби Марија пред да се породам јас од една жена која што беше голем обожавател на таде во Бранденбург и ни даде поклон пред да се породам, што тоа за германци е многу чудно, али Ептен беше среќна за нас и Ептен беше онаква со позитивна енергија и кога ми го даде ова, значи јас се разнежнев буквално, затоа што стварно никој е такво мало нешто, може многу да направи во животот. А некој поготово која не те ни познава целосно, сака да ти поклони, да ти посвети внимание и се потрудил да најде нешто убаво за твоето малечко. Овој фустан сега го најдовме, значи е пресладок и има ташна со куче внатре. Ама тоа ќе ви го покажам утре, зашто ми е кај нејза. Ова е подарок од другарка ми Елена. Видите го само колку е сладок, боже ми. Како истојат нејза, не можам да ви опишам. Овој сет го земав од Примарк и ова искрено и следна година, па и понаредна година, мислам дека Марија ќе го носи. Како што и ова е подарок на Марија од друга Елена. Никогаш не сум ви раскажала, ама мене 90% од другарките Елени ми се викаат и сите во телефон ми се пишани Елена на тој маж, Елена на тој маж, значи по мажите буквално ги разпознавам и ми е многу сладко. Ева уште едно Пепко и внатре има како гакички, многу е сладко. Пепко има преубава гардероба за деца, барем овдека, не секаде, знам дека не секаде, ама тука во Чешка кај нас стварно многу работи наоѓам на Марија, многу им се квалитетни, а ефтини, како и TK Maxx. Повеќето работи кои што ги гледате ова од TK Maxx има исто така гакички, многу убавко, и е цело на лимончиња. Ова е исто од TK Maxx. Овака да го видите како е пресладко. Исто така има панталончиња внатре. Како ги наредив овдека. Овај е, например, од лани. И овај беше точно лани, годинава е точно. Значи, ова е пресладко, не можам. Ова е исто од TK Maxx, со гакички исто доздоля. Ова ни е поклон од Ангела, ова е од Синсеј и навистина Синсеј има предобри работи за мали и ова е поклон од мене од таде за прв роден ден на Марија. Од Поло го купивме исто така со гакички. И ова мислам дека следна година може да го носи, а и понатака кога ќе подпорасне уште малце, мислам дека исто ќе може да го носи, затоа што може да го носи како блуза. Можам да го исечам и да го
направам некој рап, мада што може и вака да се носи, е пресладко. Пишете ми во коментар кој аутфит највише ви се свиѓа, јас нормално ќе ви снимам цело време да гледате како она изгледа женска мамина. И сега ќе ги здиплам и ќе почнам да пакувам барем нејзиниот куфер делумно да ми биде спакуван и од утре да почнам да вадам за мене, што ќе биде потребно и за таткој. Hello, другари. Денеска е понеделник. Ова видео ќе биде уствари само пакување и што се носиме и како се спремаме. Чале сега вади што ќе носи за да можам да испеглам вечер. Марија е скоро спакувана, мислам куферот е полн, има уште неколку работи, треба да извадам за првите 5 дена што ќе носиме у Словенија. Да, само тоа треба теба. Дај ми мајци кој ќе носиш. Не знам кој мајци ќе носи. Како не знаеш? Кој треба да направи сега? Секогаш имаме исти проблем. Чекайте малце, другари. Ајде вака, за да може да договараме. Океј, ова е една. Овие се два парапанковани. Off-white. Тие две. У Скопје имаш колку мајци? Две. Така? 4. Зашто вака не? Не треба за татуажа. Океј. Јас се размислувам. Сенденкен. Добро, јас треба да бидам на кроп. Иначе ќе се тетовираме во Скопје, ќе ви снимам све. Како може толку? 1, 2, 3, 4, 3 мајси. Скопје 205. Само Лакост, пошто спонзор ми е Лакост. Ја, тоа да не се забавам сега. Стварно не знам што како знам. Ноле! Да таде обседнат со Џоковиќ, иначе ако не сте знаено. Обседнат. Како? Много сака и статуетки има дома и свашта нешто. Тргни се да бидам јас. Може да Хуго. Која Хуго? Ова. Да. Тегет мајци се извадил. Дај ми крем и бела. Молам, љубат. Бела, поло. Ова мислам дека ти е исплекано негде. Нигде не е сплекано, никој не гледа. Јао. Иначе таде се прави бетер бебиња. Љампи, да. Љубовче. Ова крем. Стој тука. Сега земам да испеглам на таде работите и да извадам оно што јас ќе носам. Делимично моето е испеглано, ама морам да пројдам уште еднаш, сигурно. Да ви покажам што правам ја у 11 пол. Пробувам аутфити. Овој фустан никогаш го немам носено. Има труднички стомак. Значи, како да ви кажам, не сум трудна. Можда не знам, се шалам. Вака изгледав јас во 6 месец, која бев трудна со Марија, многу сум здебелена и сега кидам да проверувам метероидна и све и свашта у Македонија кој кидам, да видам шо е работата. Се размислувам, не знам дали, што ти е, океј е, не можам да покажам, океј, можам сега да покажам. Дали да ги земам овие Michael Kors папучи кои што се златно крем или пак овие од Zara ми се сандалчиња. Искрено мислам дека со овие сандали, пак да ме видите вака цела, со сандалите мислам дека многу поубаво ќе ми изгледа. Скоро све ми е испеглано, еве сега бирам кондури и овдека си одвоив што точно сакам да носам. А од кондури се размислувам дали ги земам овие Michael Kors, овие Replace сигурно ќе ги земам. Се размислам дали овие Michael Kors да ги земам, Zara 100% ќе ги земам овие. И што ми е, what? Кај се, пак се зумирам, не би. Се размислам дали да се земам и едни патики, мада што нема да земам патики, него ќе земам мукасинки. Овие ќе се ги земам мукасинки. Крем, затоа што секако скоро секој аутфит ми е крем.
можам и да си ги носам. У Македонија имам и други кондори и за тамо немам проблем. У Словенија исто така имам и други и за тамо немам проблем, али окей. И од папуча ќе ги земам овие на штикла што ми се. Нив и планирам да си купам уште едни на штикла што ќе ги носам на роден ден кај Марија. А што и како ќе биде, тоа немам појма. Hello, другари, од таков хаос сме. Таде доби неколку слободни денови претходно и ми се јави, само ми вика пакувај се, утре одиме. Јас се пакувам, Марија само плаче, нешто бара. Ајде, на. Ајде. Ова сакаш? Не. А што сакаш, бе, мама? Сакаш ова? Четка? Ајде, бој. Не за тука ја пакувам, овдека ставам работи што ќе ни бидат за Словенија за првите неколку дена, таму пакувам за Скопје што ќе опраќаме куферот. Имам уште гомила ствари за средување. Овдека ми се работите за плажа за Марија. Сва среќа тука ни е све испеглано. Сега ставив мејкап овдека во ова пресладко не се стерчам. Малецко, сладко и си ми собра. Уште четките само ми се останати, ама четки во Македонија имам, така што овдека само за Словенија ќе ги имам овие и мислам дека таму ќе си ги оставам искрено овие четки за да имам таму и да не се замарам. И целиот хаос треба да го решам, треба ставам уште накид што сакам. Валда нема ништо за бора. Ова Дживџанов уште поголем хаос ми прави. Ајде на, ева го топчат. Оди. А таде го задржаа денеска и утре на работа малце подолго и стварно ми е тотален хаос и не снимам нешто. Сакав ептено онака убаво да го снимам видеото и као понапред, порано почнам да се пакувам и се за да стигнам, ама некогаш не е така како ти што си планираш и сакаш. И заради тоа сега све што правам да можам да средам и да видам да не заборавам нешто што ми е битно. Така да, не знам. Не знам што ми се случува, али сум така некако и среќна, и тажна, и возбудена, и се воедно. Среќна, какви изненадување добив баш пред да треба да си одиме на одмор. Не, Марија! Не во вода, мама. Дојди. Само што ми стигна еден PR пакет, сега ќе го покажам да видите зашто станува збор. Знаете дека јас работам со Shark и ми ја испратија нивната популарна маска. Одвај чекам да ја пробам. Луѓе, ова е врв. Иначе имате 4 теми за што све се користи, ќе ви снимам подетално видео. Јас многу сум среќна заради тоа што јас имам доста флеки од акни и лузни, а ова помага токму за тоа, помага за подмладување на кожата и милион други работи. Одвај чекам да испробам и да ви ги кажам сите мои мислења и моето лично искуство. Тоа што си избањав и сега ми заврши едната машина за сушење, другата ја пуштив. Имам уште една машина да исперам, да средам. Ручавме и таде отиде со Марија да ја носи Хајди на фризер, да се ишиша, замислете пред пат. Инаку, требаше, не знам дали кажав во претходниве денови која снима, требаше да одиме у петок, тоест утре за Словенија, ама таде праша на работа дали случајно ќе му дозволат еден ден порано, зашто треба да иде на општина, нешто да брка работа. И замислете му рекла да, така што денеска си одиме, никој не знае дека денеска си одиме. Мислам дека има шолок да ги мамна кој ќе нам бидат на врата сабајли или нокеска, не знам кога ќе стигнаме, живи здрави. Како и да е, баш интересно ќе биде. Искрено ќе видиме сега како ќе ни биде по пат. Скоро секогаш патуваме навечер, заради тоа што Марија може да спие, а и да може да го искористиме утрешниот ден цел. Зашто сега да треба да идеш, не знам, преку ден да возиш, пак губиш цел ден и џабе си направил да можеш да отидеш.
И заради тоа ќе одиме денес. Со душа чекам да стигнеме и утре здравие Боже, живи здрави, да отидеме на плажа, да поуживаме. Отиде да ги однесе работите до кола, па јас ќе идам да наместам, зашо секогаш ја ги местам работите, он само ги носи. И полека да се достради он, скоро све ни е спремно, здравие Боже, живи здрави били, па да тргнеме. Искрено, не знам, мислам дека ќе седнам у кола и ќе заспиам одма секунда, што не е паметно. Треба да му правим друштво, али ќе видиме како ќе биде цела ситуација. Боже, колку сме дотерани. Кај ќе одиш бе ти? Уште ама? Добро. Само што тргнавме и се надавам дека ќе биде се како што треба. Имаме за возење некој се 7 сати и 4 минути и ми дава дека од прилика ќе бидеме околу 3 часа наутро во Словенија. А сега е 20 часот или 8 сат. Таа дека ќе легнеше да спие, секогаш кога треба да идеме на пат, он кога ќе спие, што бе мама, уште сакаш? Секогаш кога ќе одиме на пат, ќе легне да спие, демек станува за 15 минути и не може да спие и така секогаш едното исто. Ама и да добро, не е страшно да треба, не знам, цела ног да вози, па да е малце позизнато. Се надам дека нема да имаме гужва на пат и дека нема нешто премногу да се прави патот или нешто такво, пошто секогаш летно време се прави. Една препорака, едно вакво, како, не знам како да кажам, организатор. Јас овдека се ставам се што ми е неопходно за пат и секогаш да, мама, ручкаш знам, и се да ми е на дофат да можам да функционирам. Стигнавме до австријска граница. Искрено, како се наближувавме на кај Австрија, патот се праеше, имаше многу гужва, не знам колку може да ми слушнете, зашто Марија спие. И шушталата пуштено без него не кеша заспие. А хајде цело време нешто лае, кој ќе подзастане таде или нешто такво. Боже, колку ми е језиво кога ставима вака, оноќи да купи винјета со хајде за не ја разбуди скроз. Току ми се спие, не можам да ви опишам. Моментално 12,5 сати, имаме некои 3,5 сати до дома. Ќе видиме како ќе биде после граница и дали ќе има гужви, но се надавам не. Иако тргнавме ден претходно за среќа, зашто утре во Баерн, кај што живееме ние, почнува распуст за деца и за све и сите тогаш одат на одмор, а германците обожаваат да идат Словенија, Италија или Хрватска на одмор и можам да замислам што ќе биде тек утре, кога сега е хаос. Многу сум уморна. Станавме до Макдоналдс да отидам во тоалет и да земам нешто за јадење, зашто секогаш носам за јадење и таде ми рече овој пат немој да носиш ништо. Иако земав кросани, ама не ми се јадат кросани, така да мора нешто да се земе успат. Јас кажам што се случи. Стојам во Макдоналдс и чекам и се нервирам и му викам на таде, значи ја не знам што е работава со гужвава, значи не се знае кој пие, кој плаќа. Ми доаѓа девојчето и ја викам, ама јас немам нарачено као толку многу. И она ми вика, не знам, ајде оди. И цела кеса пуна со јадење, со пиење. Значи, ако не гледа, поздрав и фала многу за убавиот гест. Стварно е убаво кој ќе си вака на страна, у странство и никој кој ќе те познае, кој ќе ти направи ваков гест е нешто преубаво. И многу ми е мило вака што ми се случува.
ставаме 5:20 и сме во Копер. Стигаме полека. Снимам. Сега? Да, само намали музиката таму. Сме во Копер и конечно стигнавме дома. Само уште не сме скроз стигнати. Имаме уште 10 минути негде возење. Мари спие, искрено ви кажам, да не ја урочам. Спие. Супер помина. Малце плачеше еден период, ама ништо страшно, заради тоа што легна да спие и она сака да се врти стално кога спие. И тука е заврзана, нема каде. И дека се навикне душичка, иначе вака е супер. Не направивме никоја пауза, така поголема да речеш или нешто, и немаше нешто премногу гужва. Малку само во Австрија, така што за летен период и за одмор и за се е, фала Богу, супер. Како што се плашевме и што наплашеа дека од Љубљана до дома ќе патуваме 3 сати, не патувавме 3 сати, си патувавме најнормално. Вестите не плашат, што вестите лажат. Па вестите на плажа. На телевизија. Вал да го слушате таде. Во тунел сум и затоа не можете да ни видите. Јас сум преуморна, јас се здрвив, значи се здрвив. Не можев да најдам позиција за да лежам. Очигледно треба да си земам некоја перница. Јаш ме брате. Треба да си земам некоја перница за патување или нешто, за да можам да одспијам барем малце. Сега сигурно кога стигнем, Марија ќе стане и ќе биде будна наредни 2 сати. Па после тоа пак на спавање. Таман да се види со бабите. Не чекаат веќе мајка му на таде и баба му. Сега се слуштавме, прават кафе да пијат. Традиционално, буквално, значи секој пат е едно исто, кафица за добро утро и добро дојдовте. А јас овде ќе го завршам овој влог, поточно не ова влог, ова е видео за пакување и патување, и се гледаме во нов влог каде што ствари ќе уживате заедно со нас, каде све ќе одиме. Мислам дека првиот влог ќе биде првиот дел од Словенија, каде све ќе одиме и што ќе правиме, а другото ќе биде веќе од Македонија, Црна Гора и така натаму. Да не откривам се, ќе гледате. Чао! Не забравяйте да ни ставите subscribe, ако тоа не сте го направиле, лайк и коментар на ова видео.